Економски момент, традиција, урбана или рурална средина, степен на образование, некои нови трендови од зависности до семејни насилства, социјален елемент. Се тоа влијае на темата разводи во Македонија. Но кажано низ бројки на право да знаеш МК, тоа изгледа вака. Во периодот 2008-2011 на ниво на држава има речиси 6000 разводи. Ако се анализираат бројките според трајањето на бракот, може да се заклучи дека најголем број на разводите се случуваат во периодот помеѓу 5-та и 9-та година од бракот, односно 1/5 или 21% од сите разводи. Првиот човек на Центарот за социјала тврди дека последните случаи анализи таа граница се имнуваат и по првата година од бракот. Критичен период помеѓу 5 и 7 години. За жал, оваа граница паѓа надоле. Значи, веднаш после, да не претерам, после година дена, година и пол, 2 години, доаѓа до раскид на брачната заедница. Веројатно причина е, едно е дружењето и забавувањето пред брак, друго е бракот и одговорностите што си ги има бракот и неспремноста за некој одговорно родителство што е нужно за развој. Соодносот се движи од 4 во Берово до над 400 во Скопје, велат упатените, и тоа се главно млади со низок праг на толеранција. Право да знаеш МК ги бележи следните екстреми. При анализата, апсолутниот број на разводи е поделен со бројот на жители во општината, со цел да се добијат релевантни податоци. Најмногу разводи по глава на жител бележи Шутоаризари, 126, Желино 132, Гевгелија 111. Општини со најмалку разводи по глава на жител се Вевчани и Лозово по 1 и Кривогаштани 2 развода. Уште поинтересна е анализата за тоа колку деца имале брачните двојки во овие разведени бракови. Имено во дури 56% од сите разведени бракови, брачните двојки немале деца. А кога станува збор за бракови со деца, тогаш центрите имаат сериозни проблеми правилно да пресудат, бидејќи не се штеди ниту на притисоци, ниту на лажирање на состојбите и обвинувањата. Сепак, во бројката на разводите влегуваат и лажни разводи за да се земе пензијата на свекорот и дедото, кога детето од разводот го посинува свекорот или кога невестата се разведува од синот за да се омажи со таткото, односно свекорот. Овој феномен, потврдуваат од Центарот за социјала, е присуден на македонскиот запад. Како феномен се договорените разводи, што дефинитивно нити можеме, нити сме, не можеме, оние фиктивни разводи, за остварување на некакви права. Велиме, кога доброволно се склучува бракот, во принцип би требало да биде и доброволно раскинување на бракот. Не секогаш можеме да ги дознаеме правите причини. Зашто доаѓаат луѓето со неедна приказна, кажуваат дека не може да живеат понатака. После тоа, после некое време, дознаваме дека фактички тоа било фиктивен развод за остварување некои права, за минување во странство, што ги има кај дел од националностите во Република Македонија. Неодамна по порталите можеше да се прочита дека брачните партнери кои заедно уживаат во умерени количини алкохол имаат многу мал ризик од развод, за разлика од другите двојки. Најдобро би било да склучите брак со партнер кој пие умерено, бидејќи веројатноста за развод е само 6%. Од друга страна, кај оние двојки каде жената пие повеќе алкохол, 27% завршуваат со развод, а доколку мажот пие повеќе алкохол, во тој случај 13% од двојките завршуваат со развод. Дали е тоа навистина така? Сепак, истражете на Право да знаеш МК.